Беше тоа на 24 ноември 1919 година, кога во село Ореовец Прилепско е родена Вера Ацева, учесник во Народно-ослободителната борба, народен херој на Југославија. Во август 1944 година учествува на првото заседание на АСНОМ. По ослободувањето била член на владата на Народна република Македонија, член на Сојузниот извршен совет, пратеник во повеќе свикувања на Собранието на Народна република Македонија и на Социјалистичка федеративна република Југославија. Во 1948 година Вера Ацева била градоначелник на град Скопје. Во 1960 година Ацева доаѓа во суdir со тогашниот секретар на Сојузот на комунистите на Македонија Лазар Колишевски, обвинувајќи го дека заедно со Видој Смилевски Бато донесувал одлуки надвор од извршниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. На седницата од 18 октомври 1960 година од Белград дошол Александар Ранковиќ, кој застанал на страната на Колишевски. Ацева е принудена да се повлече и е преместена на работа во Белград. Почина во Скопје на 10 ноември 2006 година. На 24 ноември 1925 година во Скопје била отворена првата женска гимназија. Директор бил господинот Докчевиќ. Според статистиката правена во 30-тите години, во женската гимназија 2/3 од ученичките биле од фамилии на истакнати по имотност и образование. Најголем број ученички биле со православна вероисповед. Потоа следеле Мојсиевци, а на последно место биле муслиманите. Во 1934 година се изградила нова зграда на женската гимназија, а истата е срушена за време на земјотресот. Денес на нејзино место се наоѓа зградата на владата на Република Македонија. Беше тоа на 24 ноември 1944 година, кога во ослободеното Скопје, само 10 дена откако стивнаа последните улични борби, основан е првиот симфониски оркестар на денешната Македонска филхармонија. Имено, во домот на Тодор Скаловски, група музички вјубеници, од кои некои се уште бија во партизански униформи, го формираа симфонискиот оркестар. На таа средба присуствувале Васил Џаконов Шпато, Тодор Календаров, Петар Трајков, Стефан Кралев, Александар Шалев, Фрањо Молчок, Херман Зип, Петар Симоновиќ и Душан Парлич. На 24 ноември 1949 година е роден Рахим Бурхан. Тој е основач и раководител на театарот на ромите Пралипе, односно Братство. Од 1991 година театарот Пралипе соработува со театарот Андер Рур во Милхајм, Германија. Режирал многу представи како Не, Божица на виолината, Крвави свадби, Бибахтали, Соске, Кралот Едип, Отело, Јерма, Ѕидот водата и други. Живее во Нојс, Германија. Беше тоа на 24 ноември 1967 година, кога во Скопје е роден Октај Ахмед. Завршил филолошки факултет во Скопје, каде што и магистрирал и докторирал лингвистика. Работи на катедрата за турски јазик и книжевност при филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје како редовен професор и во моментов е раководител на истата катедра. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1995 година. Автор е на книгите Симфонија и Точка запирка. Има и 2 одиграни драми. Од лингвистичките трудови најзначени му се книгите Вовед во морфологија на турскиот јазик и Зборовните групи во турскиот јазик, теорија и анализа. Од 1988 година е член на Организацијата на луѓе со надпросечна интелигенција, меѓународна Менса, како и основач на македонскиот огранок Менса Македонија во 1999 година. На 24 ноември 1986 година заврши последниот дел на електрификацијата на пругата Скопје-Гевгелија со должина на електричната мрежа од 220 км. Електрификацијата почна на 5 јануари 1981 година.
Беше тоа на 24 ноември 1992 година, кога во Скопје, во издание на Интернационал, излезе првиот број на независниот економски неделен весник во Република Македонија Бизнис. Првиот пилот број излезе на 5 ноември 1992 година. На 24 ноември 1994 година во Скопје е отворена амбасадата на Руската Федерација. Беше тоа на 24 ноември 2000 година, кога во Загреб, Република Македонија ја парафира спогодбата за стабилизација и асоциација на Република Македонија со земјите членки на Европската Унија. На 24 ноември 2000 година во Скопје, на седницата на извршната канцеларија на Демократската алтернатива, е донесена одлука оваа партија да ја напушти власта и коалицијата за промени. Беше тоа на 24 ноември 1985 година, кога во Скопје умре Љубен Лапе, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите и редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Македонската научна и културна мисла загуби еден од незините двигатели и основоположници на македонската историографија и архивистика. Тој е еден од основачите на Филозофскиот факултет во Скопје и пионер на просветата во Македонија. Обемното дело на академикот Љубен Лапе го сочинуваат околу 200 научни трудови. Роден е во Прилеп на 11 октомври 1910 година. На 24 ноември 1989 година во Скопје умре Александар Думов, доајен на Народниот театар Антон Панов во Струмица и еден од основоположниците на театарската култура во Македонија. Како артист и режисер има работени и во театрите во Велес, Битола и Штип. Роден е во Струмица на 25 февруари 1923 година.